Белата куќа соопшти дека председателот Џо Бајден поставил приоритет да ги подигне односите на четирите земји Индија, Јапонија, Австралија и САД со тоа што ќе им биде домакин на нивните лидери на денешниот самит. Сите четири земји се на Индо-Пацифичкиот регион. Тој регион се протега од бреговите на Тихиот океан на САД до океаните што ја обкружуваат Индија, до водите околу Јапонија, па се до Австралија и многуте мали дифузни острови на Пацификот. Американската администрација вели дека овој самит е важен за Бајден, кој ќе биде домакин во неговата родна држава Делавер. This leaders summit will focus on bolstering the strategic convergence among our countries, advancing our shared vision of a free and open Indo-Pacific region and delivering concrete benefits. Официјалните лица велат дека лидерите ја споделуваат загриженоста на регионот и дека се очекува да дадат најава за спречување на нелегалниот риболов. Will be indeed very helpful in helping local governments repel illegal fishing in their home waters. Аналитичарите велат дека Бајден сака да испрати порака дека САД се на точка на пресврт, факт што тој го нагласува додека американските гласачи се соочуваат со пресрет на изборите во ноември. Двајцата председателски кандидати не се согласуваат за тоа како да се одржат клучните односи меѓу САД и Кина. Доналд Трамп бара поголеми царини. Подпредседателката Камала Харис веројатно ќе го повтори пристапот на Бајден кон односот што влијае на многу други земји и дипломатски врски ширум светот. Аналитичарите исто така велат дека собирањето лидери на 4 мокни демократи во една просторија им дава простор да разговараат слободно. So really I think the real agenda is not spoken about. It's China. It's how to manage the rivalry with China, so that doesn't show up in the readout. Но Кина не е единствениот фокус на лидерите, велат аналитичарите. This is certainly not a contained China club. The primary objectives of the Quad have focused on health, on delivering infrastructure needs, on enhancing countries' ability to monitor their maritime domains and their maritime resources, and on people-to-people ties. Ова ќе биде четврти самит поред во Вилмингтон, Делавер. Во последниве години четирите министри за надворешни работи се состанале 8 пати, а четирите земји продолжуваат да соработуваат и да се координираат на сите нивоа. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономоски во Вашингтон.